Денес сме во Долнини за да разговараме со граѓаните за проблемите кои што ги мачат луѓето овде. Најголем проблем во општина Долнини е секако проблемот со откупот на тутунот. Тутунот се плаќа за една класа подолу од она што е реалната. Има нерегуларности во однос на распределбата на земјоделското земјиште, како и во однос на исплатата на субвенциите. Она што ние им го ветуваме на граѓаните е дека кражбата ќе запре, а дека парите ќе ги вратат. Нашите заложби, веднаш по смената на власта, е дека граѓаните ќе добијат реално и навремени субвенции за својот произведен тутун. Дополнително, ветуваме дека ќе ги изголемиме и парите кои што се даваат за субвенции од 140 на 160 милиони евра. На луѓето кои што произведуваат тутун, токму како во овие краеви, како во Долнини, им ветуваме и дополнително 1 евро субвенција за секој килограм произведен тутун од прва класа. И тоа не се единствените проблеми. И патот кој што ги подврзува Прилеп со Долнини, Кривогаштани и Крушево е регионален пат и тој веднаш мора да биде реновиран. Но овде луѓето во Долнини апсолутно се разочарани од обидите на Никола Груевски, на Мијалков, на Ставревски, на нивната банда да се спасат од изборните нерегуларности. Луѓето се загрижени заради одлуката на Уставниот суд да се обиде да ги амнестира заради изборните нерегуларности. Она што СДСМ и граѓаните го ветуваат е дека ова нема да помине. Секој кој што направил криминал ќе одговара пред законот. Со Никола Груевски е готово. Никола Груевски, Мијалков, Ставревски и нивната банда ќе одговараат за се што направиле. Во Македонија ќе има фер и демократски избори со прочистен избирачки список и се реформа на медиумите.